Мислам дека ова е одлично совршено време пред самиот Великден да кажеме збор два за нашиот најголем христијански празник, па мислам дека многу луѓе можат да научат неколку работи од денешниот разговор. Како чини литургијата и што може да научиме и како треба да се однесуваме во црква за време на литургија? Така, значи литургијата е најважните служби, пошто тука се жртвува Христос на секоја литургија, кај што свештеникот ја спрема причестата, што е леп вино, и после тоа преку молитвите и преку Светиот Дух се претвара во тело и крв на Христос. Во црква треба да бидеме пристојни, значи треба да се облечеме пристојно, да не правиме галама дефинитивно. Човек треба да се концентрира на самиот себе си и дека стои пред Бога, и дека во тој момент не само луѓето што се таму, дека тука се присутни и сите светители, сите ангели, архангели. Човекот треба да не му шетаат очите лево десно кој што како прави во црква, да не се збори. Треба човек да знае дека стои пред Господ Бог. Господ Бог е тој што доаѓаме да го славиме. Како е правилно да се моли? Дали некој прави? Значи, светите отци за молитвата кажуваат дека има повеќе вида на молитва. Молитвата што е устна, молитвата што е умна, молитвата што е во срцето, кај што умот слегува во срцето. Тоа не можам да зборам за тоа, пошто не сум достигнал такво нешто. За устната молитва да кажам дека човек први мора да се моли, и кога ќе се моли да не мисли на ништо освен да се концентрира на зборовите што ги чита од молитвеникот или ако тоа му произлегува од срцето, да кажува од срце. И во самата Библија мислам дека во Мате Евангелието вели дека пред да ја помислите или пред да отворите устата, ја знам за точно што ќе се молите. Така да не мора да бидеме гласни во нашите молитви, може и да се помолиме сами во себе. Да, значи тоа сака да каже дека Господ веќе знае нашите потреби, дека ние не треба да се секираме за што ќе јадеме, што ќе пиеме, како ќе се облечеме. Устната молитва, поготово за почетникот, е многу битна, пошто нашиот ум е стално расејан, стално мислиме на све и свашта, така што од почеток, ако додека се молиш, може умот да отиде на друго место, така ако е гласно кажува на молитвата, ако умот заборави на тоа што се молиш, увото ќе го слушне и умот ќе се врати назад на зборовите што ги кажуваш. Од тука со духовен отец, со твој свештеник од парохијата кај што се црковуваш, можете да разговарате на тие теми, они ќе ви објаснат малце подобро, подлабоко. Но најбитно е човек да се врати кон заповедите на Бога, да почне да се моли, да се пости, да се исповеда и да се живее христијански живот. Етиката и моралот, пошто е објективна, не е субјективна, можеме да кажеме дека не само што се приближуваме до Бога, и во општеството ние стануваме по-морални, по-етички луѓе, што денешно време гледаме, тоа се заборава. Сега живееме во тотално секуларна држава. Многу малку луѓе се молат и многу малку луѓе постат. Зошто толку се оцекуваме од Бога? Тоа би рекол дека доаѓа преку материализмот, што луѓето го сваќаат дека овдека е еден живот имам и треба да го живам како што сакам, ама се гледа дека тоа не е така. Тие таква размислување доаѓа до големи проблеми, на разводи на брак, на заборавање на роднини, фамилија, на станување еден, може да се каже, и на морални правила и сведување на животински чувства.
и понашање само на инстинкт, кај што човекот гази све пред него. Но еден интересен факт пред некој ден што гледав за Америка, има доста одзив кон православието од протестанти, од атеисти, што се враќаат кон православието. Која е причината? Сега, точната причина не можеме да знаеме. Сепак Бог си прави неговото, стално Господ си ги вика неговите. Сега кој ќе се одзива на позивот до него. Но исто така интернетот, иако многу луѓе го ругаат и кажуваат дека е лош, иако е тоа точно така, има многу лоши работи на интернет, но има и многу добри. Во последно време се појавија многу амерички апологети православни, кои што многу може добро да го кажат, па и за словото може да го артикулираат малце подобро од филозофски гледни точки, може со филозофија да докажат дека Бог постои. Секуларниот свет кај што човек пробува да живее за задоволување на своите страсти, покажува дека тоа го води човек во пропаст. Како на исповед изгледа? Како се извршува една исповед? Исповедта, значи, ако човек нема исповедано до сега, се прави една генерална исповед, кај што од каде што може да памти што направил и да се исповеда пред свештеник. Свештеникот после го консултира, има молитви за разрешување на гревовите и од таму човек може секоја недела по потреба, како да е, секоја црква, руската црква практикува пред секоја причеста да се исповеда во сабота или во недела, има посебен свештеник доека траат литургијата, луѓе што не можеле во сабота вечерна да се исповедаат во тоа време и може да се причестат. Што значи за нас христијаните воскресението? Воскресението Христос значи победа над смртта. Христос со неговото предавање, распнување, мачење, влагање во гроб и воскреснување после 3 дена, он ја победува смртта, го спасува човекот од гревот што Адам го има направено и му дава можност да биде вечен живот и да биде син Божи. Така што тоа е целата нашата радост, што ние после нашата смрт да бидеме со Христос, да бидеме со Него во сите векови. Имам нешто планови за Великден, за денот, за самиот ден? За Великден идеме во црква, великденската служба. После тоа може да идеме да се омрсиме докај мајка ми и татко ми на една салата, руска салата со една ракија. Па после си идеме дома, па ручекот го правиме или кај мене дома, или кај сестра ми, или кај моите, татко ми, мајка ми, зависи како ќе се договориме. Што се спрема обично? Обично се спрема месо, значи печење некое, дали тоа е свински врат, јагне. Да, баш така. Руска салата, кифли, сарма, стандардните традиционални јадења, за Нова година, нека е вечен празникот, Христос воскресна. Навистина воскресна.